Председателе, небитно колку е рано и колку малку луѓе гледат, сепак ова се снима. Значи, пред целата јавност намерно го кршите, значи, ставот 4 од член 88, кој вели: по завршување на говорот, значи по процедуралното обраќање, председателот на собранието дава појаснување. И вие премногу често си го взимате тоа појаснување, некојаш и без потреба, а сега упорно одбивате да... Значи, на очиглед на целата јавност намерно го кршите деловникот, а тоа се опасни преседани. Јас пак ќе кажам, Благодаря. ако немаме... Ама како имам како се вика 3 минути, така? И пак ќе повторам прашањето за ковид протоколите. Значи, не може пред целата јавност да се бара промена на деловникот за онлайн учество во дебата и гласање, а тука да не се почитуваат ковид протоколите, само кога на вас ви се сака. Значи, мора да има некои правила на игра. Ние не бараме преку леп погача. Значи, ние не бараме нешто што не ни следува, нешто што не е наше. Ние не бараме да ни гласате нешто. Значи, ние бараме тоа што ни следува. Тоа што не следува по протокол, тоа што не следува по деловникот. Значи, ако сакате да терате над продолжите, ама ја пак ќе кажам, се ова се снима, се ова ќе остане во историјата, овакви опасни преседани не би требало да правите. Значи, јас барам член 88, кој што се однесува на процедурално обраќање. Став 4. По завршувањето на говорот, т.е. процедуралното обраќање на претеникот, председателот на собранието дава појаснување. Имате две прашања, значи едното е за ковид протоколите зошто се прекршени и второто е зошто на претходното процедурално обраќање не ми дававте појаснување. Пратеникот на председателот не може да му постави пратеничко прашање. Како прво, полека. Па полека сега, како не е прашање, ме прашува. Па добро сега, што процедурално. Па што се, ти ќе одговориш или... Председателот дава, ако смета дека треба да дава. Па не треба да давам, затоа што не се загрозени мерките, по протоколот, по никој основ. Бројот на пратеници е 20 луѓе овде и никој никого не го загрозува. Као прво. 15 минути пауза.